Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Драги слушатели на најдоброто радио во Република Македонија, Радио Слободна Македонија, добродојдовте во уште една емисија Поента, чинам е четврта поред во оваа најнова сезона. Секако за вас имам уште една актуелна, интересна тема од нашето правно и политичко секојдневие, со кое што се надевам дека ќе го задржам вашето внимание. Денешната поента ќе ја посветам на настаните поврзани со нашиот или во нашиот медиумски простор, или поточно речено начинот на кој што се врши контролата на медиумите во Република Македонија во овој така наречен предизборен период. Темата на денешната поента ја срочив како човековите права во Република Македонија во цензорски клинч, секако провоцирана од двете поведени прекршачни постапки од страна на Адхок телото и Агенцијата за аудиовизуелни услуги на Република Македонија против два електронски медиума во земјата, телевизија Сител и телевизија Нова. Тоа е од една страна, од друга страна констатацијата која што секојдневно е присутна меѓу граѓаните во Република Македонија, дека особено во периодот по донесување и стапување на сила, би рекла, на обврските кои произлегоа од договорот од Пршино, како оној прв дел од договорот, така и оној последниот, најнов втор дел, се добива впечаток дека во земјата настапи можна сериозен медиумски мрак во наводници, нели, и цензура, која некако како да ги враќа состојбите со почитувањето на човековите слободи и права, би рекла, неколку века наназад во земјава. Гледаме или сведоци сме дека разноразни медиумски регулатори и некакви привремени тела наметнати во системот за мониторирање на медиумите, секако составени од партиски номинирани членови, како да ги уназадуваат процесите што се директно поврзани со унапредувањето на слободата и на демократијата во земјата, наместо нормално да работат на подобрување на состојбата со демократијата и слободата. Некои нови медиумски джилати се дрзнуваат да гушат слободата на мислата на човекот, човековата слобода, но и право на јавно изразување на мислата, и се повеќе некако се гуши правото на говор и посебно правото да се има став и мислење во врска со состојбите, актуелните состојби во државата. Некакви насадени и нови медиумски цензори како сеништа демнат над вековните демократски и цивилизацијски придобивки, затоа што се дрзнуваат со својот цензорски стап безпоштетно да го тепаат, да го малтретираат неприкосновеното право на секој човек да има слобода на умот. И некако се добива впечаток дека овие медиумски цензори, наместо да ги подобруваат состојбите во медиумскиот простор, се повеќе ја тормозат до изнемоштување исконската слобода на мислата на секој човек, на секој граѓанин. Токму оваа состојба не може да не биде забележана и секако критикувана од страна на професор по уставно право, па токму затоа одлучив цела во оваа емисија да ја посветам на конкретнава тема. Дали се доведени во прашање човековите права во Република Македонија заради оваа се поевидентна цензорска состојба во медиумскиот простор. Регулацијата на македонската медиумска сфера генерално, а посебно по формирањето на Адхок телото, прерасна во вистинска рак рана на медиумскиот и воопшто на системот во Република Македонија. Незините малигни клетки со светлосна брзина
се шират во медиумскиот простор, убивајќи ја во поим меѓународно и уставно заштитената неприкосновеност на слободата на мислата и секако слободата на јавното изразување на мислата на македонските граѓани. Оваа цивилизацијска и демократска вредност, за која што се бореле и животот го дале милиони и милиони луѓе во светот, нормално со цел развивање и негување на вистинска слобода на умот, се чини дека ни ја сардиса и ни ја ничкоса токму оние што одустанеа вадат слободата и демократијата. СДСМовските слободолюбци и нивните ментори, умствени и морални заповедници, нели кој парадокс, го јавна медиумскиот цензорски бран како последна сламка за спас од СДСМовскиот политички бродолом, што на 11 декември, значи за отприлика 2 месеца, би требало да удри со сила на цунами. Иако раководството на оваа партија, СДСМ, е целосно свесно дека оваа сламка за спас нема да им донесе буквално никакво сериозно политичко свртување, нели со цел подобрување на нивните очајни партиски рейтинзи, тие сепак одлучно се вдадоа во промоција на една нова и досега, мислам, невидена македонска медиумска цензура, која ја доживуваат како свое новороденче. Иако на целиот лидершип на СДСМ му е потполно јасно дека, например, рейтингот на подпредседателката на оваа партија, господјата Шекеринска, од 0,6% е вистинско дупло дно, е вистински срам за политиката, посебно ако со политика и ако во политика си веќе актуелни 25 години, како што е 25 години господјата Шекеринска, а исто така е срамно и невидено да се замислуваш дека си некаков политички важен играч, а при тоа да имаш рейтинг од 0,6%. Истото важи и за 8% рейтинг на Заев, кој е на ниво на ретардирана статистичка грешка, што мисли дека некако ќе оздраве. Замислете, после сите истурени бомби, после целиот истурен гнев, невидени омрази, лаги, деструкции, кои што беа присутни во политичкиот етер во овие изминати 2 години, после цели 10 години поминати во опозиција и повторно да се има рейтинг од само 8% или од само 0,6%, е навистина бедно и јадно и можеби не вреди да се коментира. Ниту една цензура, ниту еден медиумски мрак не може да ги подобри овие состојби со поддршката на лидершипот на опозицијата. Затоа се длабоко свесни и самиот лидер на СДСМ и неговата заменичка, но и сите околу нив. Но секако надежта последно умира. СДСМ сепак одлучи целата видена и манифестирана политичка деструкција да ја заокружи со промовирање на една посебна, нововековна македонска цензура, која ете ја доживува како свое новороденче, како свое дете. Иако тоа новороденче е родено во светот на цензорската и партиски диригирана темнина, сепак тие го третираат како свое чедо. И без разлика што слободата на мислата има своја предисторија уште од античкото и од римското време. И без разлика што слободата на мислата е најдиректно поврзана со достоинството на секој човек, со достоинството на секој граѓанин. За СДСМ тоа нема никакво значење. Од уште помало значење за оваа партија е што концептот на слободата на мислата е библиски. Да не заборавиме дека токму во Библијата стои, цитирам, зошто мојата слобода на мисла да биде просудувана од некоја друга мисла.
СДСМ ги погазува и не покажува елементарна партиска почит кон европската традиција, кон големите филозофи од типот на Волтер, Спиноза, Темистиус, Винет, Џон Лок и многу други, познати и признати во светот, како силни подржувачи на слободата на мислата и секако слободата на совеста на човекот. Тие не покажуваат ниту основна почит кон сите човекови слободи и права што ги поседува секој од нас. Не заради некаква партиска заслуга, не заради некаква партиска припадност или заслуга, не дај Боже, заради вршење на некакви странски и измеќарски работи во својата држава, туку заради фактот што секој од нас е човек и ние сме пред се човекови битија. Или, кажано со зборовите на филозофот Жак Маритен, цитирам: човековото битие поседува права и слободи затоа што е човек, затоа што е господар на себе и на своите постапки и затоа што не е само обично средство за исполнување на одредени цели. Јас тука ќе додадам кодошко, измеќарски и партиски, туку затоа што човекот е цел која мора соодветно да се третира, да се почитува. Токму затоа слободата на мислата и јавното изразување на мислата мора да остане недопирлива и неприкосновена. Таа произлегува од внатрешниот духовен процес на секој човек, кој без оглед на неговата содржина не може да предизвика никакви надворешни последици пред да биде ставен во јавниот промет. Мислата е прво духовно обележје на човекот. Се друго, сите акции и реакции на човекот произлегуваат од неговата мисла. Затоа е апсолутно апсурдно да се ограничува или да се мониторира мислата на човекот и јавното изразување на мислата. И не случајно, заштитата на слободата на мислата е дел уште од првата, така наречена прва генерација на заштитени човекови слободи и права, која прва генерација е регулирана уште со Универзалната декларација за човековите права, донесена од страна на Организацијата на Обединети нации. Исто така, слободата на мислата е заштитена и со Меѓународниот пакт за граѓански и политички слободи и права. Да ги подсетиме нашиве медиумски регулатори дека во член 19 од Универзалната декларација на Обединетите нации се вели, цитирам: секој има право на слобода на мислење и изразување на мислењето, што опфаќа и право да не биде вознемируван поради своето мислење. Исто така, член 19 од Меѓународниот пакт за граѓански и политички права вели, цитирам: никој не може да биде вознемируван заради своето мислење. Секој има право на слобода на изразување. Тоа право подразбира слобода да се бараат, слобода да се примаат и слобода да се шират информации и идеи од секаков вид, без оглед на границите, усно и писмено, по пат на печат или во уметничка форма, или со кое било друго средство по свој избор. Исто така, во член 19 став 3 се вели дека вршењето на слободата, предвидена во претходниот став од овој член, повлекува и посебни обврски и одговорности. Значи не е ограничена во смисла да ти можеш да навредуваш некого, да дискриминираш некого, да работиш противно на јавниот интерес, да работиш противно на уставниот поредок, да ја нарушуваш националната сигурност и безбедност. Но сите тие ограничувања се утврдени со закон, не само за медиуми, туку и кривичниот законник. Понатаму, да ги подсетиме нашиве медиумски регулатори дека членот 9 од Европската конвенција за човекови права исто така вели дека секој човек има право на слобода на мисла, има право на слобода на совест и на слобода на вероисповед. Посебно е интересна разликата што ја прави Меѓународниот пакт за граѓанските слободи и права
кој претходно го цитирав, помеѓу freedom of thought или слобода на мисла, заштитена со член 18 од една страна, и секако freedom of opinion или слобода на мисла, на изразување, јавно мислење, кое што е содржина, кое што е заштитена со член 19 став 1 од Меѓународниот пакт, дека никој не може да биде вознемируван поради своето мислење. Значи, Меѓународниот пакт прави разлика меѓу слобода на мисла од една страна и слобода да не се биде вознемируван заради своето мислење од друга страна. Според едни теоретичари, мислата повеќе се однесува на внатрешните духовни процеси на секој човек, кои што се случуваат во неговиот ум, додека самото мислење или опинион повеќе се врзува за политичките аспекти на тие процеси. Според други автори, мислењето на човекот е тоа од кое произлегува подготвеноста на човекот да ги изрази своите ставови или да делува, за разлика од мислата која што е постатична категорија. Дека модерната слобода на мислата нема само верска, туку пред се и филозофска, културна, научна и политичка конотација, јасно се гледа и од формулираните ставови кои што се содржани во општиот коментар на Комитетот за човековите права на членот 18 од Меѓународниот пакт, според кој со овој член подеднакво се штитат сите уверувања и сите мислења на граѓаните, без разлика на тоа за каков карактер или вид на мислење и уверувања станува збор. Значи, тука не се мисли само на атеистичките и на теистичките, туку и на сите други видови уверувања и мислења. Фактот дека во теоретските расправи за слободата на мислата, од една страна, но и за слободата на изразување на мислата од друга страна, не постои целосна терминолошка усогласеност. Па така, наместо изразот слобода на изразување, многу често се користат и изразите како, например, слобода на говор, слобода на печат, слобода на информирање, слобода на медиуми, слобода на комуникација и слично. Тоа е така затоа што во теоријата не постои единствено мислење за употребата и за разбирањето на овие изрази. Додека за една група теоретичари слободата на изразувањето на мислата е елемент на слободата на информирањето, за други е токму обратното. Една од најдуховитите дефиниции за слободата на говорот е онаа дадена од познатиот Џорџ Орвел, според кого вистинската слобода на изразување на мислата, содржана во правото, е онаа која овозможува да го кажеме она што другите не сакаат да го чујат. Па затоа, тие други, мислат на медиумските регулатори, отворете ги малку умовите и подгответе се или бидете подготвени да го слушнете и она што можеби не сакате да го чуете. Не случајно, Судот за човековите права во Страсбур од самото основање до денес сериозно работи во насока на заштита на неприкосновениот карактер на слободата на мислата и јавното изразување на мислата. Токму судот ја подвлекува и штити како внатрешната, така и надворешната димензија на слободата на мислата на човекот. Но за внатрешната и надворешната димензија на слободата на мислата на човекот ќе слушнете нешто пократките реклами. Поставувам 1 до 2 минути, секако останете со емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Еве повторно сме назад, значи не биле ни 2 минути, туку една реклама. Одлично, бидејќи имаме повеќе простор за анализа на внатрешната и надворешната димензија на слободата на мислата, таму застанав. Овој дел е посебно интересен од аспект што Судот за човековите права во Страсбур го разгледува, би рекла, многу подетално. Внатрешната димензија на слободата на мислата судот ја поврзува со слободата на секој човек
да има апсолутно неограничена мисла и неограничен внатрешен мисловен процес и секако свој собствен мисловен свет. Ова е многу важно, бидејќи ако некој сака насила или со некакви времени мерки или со некакви времени активности или со, не дај Боже, уставни ограничувања и така натаму, да ни влезе во нашата апсолутно неограничена мисла и во нашиот мисловен свет, тогаш ние сериозно имаме проблем со човековите права. И тоа не го велам јас, туку го велат судиите на судот во Страсбур. Од друга страна, на дворешната димензија на слободата на мислата, судот ја поврзува со слободата на артикулација на мислата, при што секако како најприродна, како најлогична артикулација на човековата мисла во надворешниот свет се смета говорот на човекот. Или правото на говор на човекот. Од тука и затоа, судот во Страсбур дошол до сознание дека слободата на мислата на човекот е причинско-последична поврзана со правото на секој човек да има говор, да ги артикулира своите мисли на соодветен начин. Секоја повреда на правото и слободата на говор за судот е директно ограничување на слободата на човековата мисла. Од тука и затоа, мислата на човекот мора да биде апсолутно слободна и неограничена. Никој не смее да биде повикан на одговорност за она што го мисли, нормално, се додека неговата мисла не навредува, не повредува или не нанесува сериозни штети на некој друг, или, како што кажав, сериозни повреди на уставниот поредок, на националната безбедност и на секоја, би рекла, друга причина поврзана или момент поврзан со загрозување на животот на другите. Никој не смее да биде попречуван, ограничуван во својата апсолутна слобода на мисла. Токму затоа, секоја повреда на човековото право или секоја повреда на човековата слобода на говор се смета за форма на директно ограничување на слободата на мислата. Притоа, а во прилог на оваа констатација, ќе се повикаме и на теоријата каде што постои една позната хипотеза, наречена според незините креатори Едвард Сапир и Бенџамин Ли Ворф, а која што е попозната како ворфијанизам, која ги објаснува двете верзии на оваа причинско-последична поврзаност. Првата верзија, или според првата верзија, говорот целосно ја одредува или ја детерминира мислата, и притоа говорот може да ја ограничи мислата. Додека според втората верзија, мислата е таа која го одредува говорот на човекот. Мислата е таа која ги детерминира говорните форми, ја детерминира нивната артикулација и секако говорната содржина. Без разлика дали предмет на анализа е првата или втората верзија, логичната констатација која што се извлекува од двете е дека секое ограничување на говорот или секое навлегување во содржината на она што е говорено е всушност директна форма на ограничување и повреда на слободата на мислата на човекот. Треба да се напомене дека и Сапир и Ворф не се единствените теоретичари кои направиле теоретска елаборација на оваа причинско-последична поврзаност меѓу слободата на мислата на човекот и слободата на неговиот говор. Во овој контекст би сакала да ја споменам и познатата дебата за така наречениот говорен детерминизам, каде клучната поента на говорниот детерминизам се става токму на корелацијата, односно на таа причинско-последична поврзаност меѓу слободата на говорот и слободата на мислата на човекот. Притоа, најсилната форма на поврзаност на овие две слободи е токму говорот на човекот кој е целосно детерминиран и зависен од широкиот спектар на мисловни процеси кои се случуваат во човековиот мозок. Мислата на човекот оттаму, како заклучок, може да биде единствено само ограничена со силата на искуствата на човекот, со силата на моќта на човековата фантазија. Секој од нас
може да си ја само ограничи мислата и од тука да го определува говорот. Во која насока ќе оди, дали воопшто ќе каже нешто или ќе каже на одреден начин. Само човекот единствено тој може да одлучи дали да ја ограничи или редефинира сопствената мисла, ако оцени дека е тоа потребно. Оттаму никакви медиумски регулаторни цензорски тела, никакви адхок испостави или кој било друг во државата немаат право да ја ограничат или цензурираат нашата неприкосновена граѓанска слобода на мисла. Ова посебно се однесува на правата на новинарите да си го задржат сопственото достоинство, да си ја обезбедат со устав за гарантираната и со меѓународни документи за гарантираната слобода на мисла, секако слободата на креативноста, слободата на новинарското творештво. Бидејќи, извинете, но новинарите се пред се луѓе, тие се пред се човекови битија, кон кои треба да се применуваат сите меѓународни, европски и национални документи, односно устав, за заштита на човековите слободи и права, а потоа се друго. Токму затоа, од денешната емисија Поента, сакам да упатам еден добронамерен совет до сите новокомпонирани медиумски цензори. Да си ги прочитаат уште еднаш, ако може би ги имаат прочитано, но ги заборавиле, меѓународните и европските документи за заштита на човековите слободи и права. Да видат што точно стои во нив, да се разуверат во вистината на неприкосновеното, во светото право на слобода на мисла, слобода на уверување на човекот, во слободата на совеста и јавното изразување на мислата како лична, како апсолутна слобода на секој човек. Апсолутна слобода на секого да има свое мислење за кое било прашање во државата или надвор од неа, да има свој поглед на свет, да има собствен мисловен капацитет, кој секој човек го гради и го развива согласно собствените потенцијали и способности. Како апсолутна, неограничена и лична слобода на секој човек, слободата на мислата, уверувањето, јавното изразување на мислата на човекот мора да биде овозможена и заштитена како независна од мислењето на другите во државата. Но, исто така мора да биде заштитена и од влијанието и од притисоците на разноразни квази-регулаторни тела, агенции, совети за етика и што ли уште не, какви ли све други органи дрндупки не направивме во системот. Слободата на мислата е основен предуслов да се биде слободен човек, да се биде слободен граѓанин. Впрочем, нели за ова се залагаа и СДСМ и целата опозиција, да имаме слободни граѓани, да имаме слободни луѓе кои ќе можат да си го изразат своето мислење за сите работи во општеството, во државата. Луѓе кои што ќе бидат независни во мислењата од другите во државата, посебно од институциите на власта, од разните институции на опозицијата и така натаму и така натаму. Слободата на мислата е нешто што никој не може да ни го одземе, без разлика колку и да тие се трудат да го сторат, да не спречат, да не оневозможат, да ни го редуцираат мисловното. Слободата на мислата не може да биде згазена, колку и да се трудите. Да подсетиме на легендарната и никогаш не заборавена изјава на познатиот Галилео Галилеј. Тој рекол, сепак се врти, мислејќи на планетата Земја, а искажана непосредно пред неговата екзекуција. Силината на зборовите укажуваат дека секој човек има право слободно да мисли, без разлика каква е од другата страна казната на екзекуторите. Да подсетиме на познатата мисла на Сен-Жист. Нема слобода за непријателите на слободата. Тука правиме една мала пауза за реклами. Мислам дека има една музичка numera
и се враќаме за неколку минути. Останете со Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Се враќаме во третиот, би рекла, блок на емисијата Поента. Застанав во вториот дел со познатата мисла на Сен-Жист: нема слобода за непријателите на слободата. Тука мислам не само на слобода во физичка смисла, туку и на слобода во духовна смисла, бидејќи секој оној кој што сака да ја згази слободата на другиот, очигледно е дека е непријател на слободата воопшто. И токму за значењето на слободата како еден императив, како една цивилизацијска вредност, треба да ги подсетиме луѓе кои што се занимаваат со ограничување на таа слобода на мисла, кои што обезбедуваат секакви алатки, секакви акти и така натаму за повреда на човековата слобода на мисла. Подсетување на вакви слични легендарни изјави на луѓе кои што останале запишани во човековата историја како храбри луѓе, како успешни луѓе, како луѓе кои што навистина разбрале слободата како концепт. Подсетување, значи, за сите овие изјави до луѓето кои што се влезани во медиумските органи, посебно до регулаторите, да едноставно малку пошироко го сватат медиумскиот простор, но и слободата на јавно изразување, слободата и правото на говор, и да не бидат вистински кастратори или остракисти на медиумската слобода и на луѓето кои што се занимаваат со пренесување информација, тоа се и со нормално толкување на информации, а тоа се новинарите. И токму затоа овие легендарни изјави ги издвојувам токму за луѓето кои што се поврзани во или кои што работат во тие регулаторни медиумски органи, со цел внатрешно да размислат дали и колку ќе се самоосвестат, итно да, би рекла, се фрлат во процесот на усогласување на нивните акти, на нивните действија, на нивните активности, но и на нивната методологија за мониторирање на медиумите со сите погоре или претходно цитирани меѓународни и европски документи за заштита на човековите слободи и права, но секако тоа усогласување треба да се однесува и со македонскиот устав, бидејќи македонскиот устав е нешто што би требало сите да го почитуваме како прв најважен правен акт во Република Македонија, а секако потоа да ги следиме сите меѓународни европски стандарди. Зошто велам дека медиумските регулаторни тела мора да размислат и подлабоко да се впуштат во процесот на усогласување на нивната методологија, но и на сите оние подзаконски акти кои што ги имаат донесено со нашиот устав, просто и едноставно затоа што се противуставни и затоа што се неевропски. Мислам дека ако ја споредиме методологијата за работа за мониторирање на медиумите, нема многу да биде подалеку од онаа која што е северно-корејска, значи едноставно да не постои, да постои само цензура. Во процесот на усогласување на вашата методологија и сите оние подзаконски акти, треба да ги имате во предвид посебно член 16 став 1 од Уставот, кој што говори за слободата на уверувањето, совеста, слободата на мислата и јавното изразување на мислата, како апсолутно право на секој граѓанин, на секој човек, без никакви ограничувања. Апсолутноста и неприкосновеноста на слободата на мислата и на јавното изразување на мислата е предуслов да можеме да ги признаеме правото на човековото достоинство како прво и најважно. Второ, да ја признаеме човековата индивидуалност и сите специфики и карактеристики кои што ги поседува таа индивидуалност. И трето, но не помалку важно, почитување на човековата еднаквост. Бидејќи ако вие не ни ја почитувате нашата слобода на мисла,
Во тој случај имаме сериозен проблем со непочитување на нашето достоинство, индивидуалност, еднаквост. Токму затоа вие кои што сте вработени во тие медиумски регулаторни тела, имајте предвид дека Уставот не ја штити само слободата на мислата и јавното изразување на мислата, туку едновремено и совеста на човекот, секако како потесен поим на слободата на уверувањето на секој од нас. Исто така ја штити и слободата на уверувањето како поширок концепт, кој што значува неограничена можност на секој поединец да има свој морален, економски, политички, културен, правен и секаков друг поглед на свет. Слободата на мислата и јавното изразување на мислата, која во член 16 став 1 од Уставот е гарантирана, таа е гарантирана на исто место со слободата на уверувањето и со слободата на совеста како лично право, индивидуално право на секој човек, нераскинливо поврзана со неговата личност. Од тука, ако ги ограничите новинарите во водење, во вршење на нивната професија, вие директно навлегувате во повреда на нивните лични права да имаат слобода на мисла и јавно изразување на мислата. Незиното гарантирање значи дека секој човек може слободно, без никаква надворешна присилба, притисок, влијание, без интервенција на државата или на било кој орган во државата да формира мислење за која било сфера од животот и истото јавно да го искаже. Исто така имајте предвид дека слободата на мислата и јавното изразување на мислата во Уставот на Република Македонија е гарантирана на такво рамниште што овозможува незино директно остварување без подршка на посебно законско уредување. Што значи ова? Ова значи дека за заштита на слободата на мислата и јавното изразување на мислата, секој граѓанин, секој човек може директно да се повика на заштитата содржана во Уставот на Република Македонија, бидејќи Уставот е највисокиот правен акт од кој што треба да произлегуваат понатака за уставни закони и подзаконски акти. Токму овој момент упатува и силната заштита што државата се обврзала дека ќе ја обезбеди за секој свој човек, за секој свој граѓанин. Небитно дали тој по професија е новинар, професор, земјоделец, доктор, текстилен работник, општ работник или што е да е друго. Слободата на мислата не се врзува за професијата. Од тука новинарите мораат посилно, похрабро да си бараат силна заштита токму од државата и од медиумските регулаторни тела, заштита на нивната слобода на мисла и јавно изразување на мислата. Исто така, оно што треба да се знае е дека слободата на мислата е заштитена или има директна заштита од страна на Уставниот суд, согласно член 110 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија. Уставот на државата не содржи ниту специјална, ниту генерална законска резерва, која би ги определила границите на остварувањето на слободата на мислата и јавното изразување. Токму затоа, незината граница треба да се бара во севкупноста на Уставот и неговите норми, а не во некакви сомнителни и противуставни методологии и други подзаконски акти донесени од овие регулаторни агенции и тела. Компарирајќи го начинот на кој слободата на уверување, мисла, јавно изразување на мислата е гарантирана во нашиот устав и начинот на гарантирање на оваа слобода во наброените меѓународни документи, се доаѓа до заклучок дека се работи за два различни периода. Имено во Меѓународниот пакт за граѓански и политички права, како и во Европската конвенција за човековите права, се поаѓа од правото на човекот слободно да го манифестира своето уверување и совест и слободно да ја изрази својата мисла без никакво ограничување и во која било форма, и истовремено Меѓународниот пакт и Европската конвенција упатуваат на ограничувањето на оваа слобода, кои мора да бидат изречно утврдени во закон и кои што се третираат како нужни, односно неопходни за едно демократско општество. Заради, например, заштита на
правата или слободите на другите лица, заради национална безбедност и сигурност на државата, заради зачувување на јавниот поредок, уставниот поредок, здравието на луѓето, моралот и така натаму. Од друга страна, како што веќе спомнав, Уставот на Република Македонија не содржи ниту специјална, ниту генерална законска резерва, која би ги определила границите на остварувањето на слободата на мислата и незиното јавно изразување, што значи дека таа треба да се разгледува во севкупноста на тие уставни норми, како и во содейство со нормите на меѓународните документи кои се дел од натрешниот правен систем во земјата. Оде ќе направам мала пауза за реклами, останете со Радио Слободна Македонија и емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Заклучокот од предмалку беше дека уставно загарантираната слобода на мисла како јавното изразување на мислата мора да се разгледува преку незиниот однос со останатите уставни норми кои што се посветени на човековите и граѓанските слободи и права, а посебно оние кои што се во непосредна причинско-последична поврзаност, како што се правото на говор на човекот, правото на достоинство на човекот, правото на интегритет на човековата личност, еднаквост на секој човек и на секој граѓанин пред уставот и пред законите, правото на недискриминација или еднаквост на сите, правото на законитост и слично. Од тука, слободата на мислата и јавното изразување на мислата треба да се гледаат и во контекст на членот 8 од Уставот на Република Македонија, како една од темелните вредности на уставниот поредок на Републиката, или како дел на таа темелна вредност, каде што се содржани во рамките на основните слободи и права, признати во Уставот, но и во меѓународното право. Исто така, оваа слобода треба да се гледа и во контекст на член 9 од Уставот, според кој граѓаните на државата се еднакви во слободите и правата, независно од нивната пол, раса, боја на кожа, национално и социјално потекло, политичко и верско уверување, имотна и општествена положба. Слободата на мислата и јавното изразување на мислата мораме да ја гледаме и во контекст на членот 51 став 2 од Уставот, дека секој е должен да го почитува Уставот и законите, но и со член 54 став 1 од Уставот, дека слободите и правата на човекот и граѓанинот може да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот, како и став 4 од истиот тој член, дека ограничувањето на слободите и правата не можат да се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Значи, нашиот устав е прилично либерален во делот на заштитата на човековите слободи и права и посебно во делот дека никој не може да ви ги ограничи слободата на уверување, совест, мисла, јавно изразување на мислата, нормално се додека одите во границите на правото. Секој човек мора да има право и слобода да ги презентира своите идеи, своите мисли, своите размислувања на еден отворен и непречен начин. Во тоа се состои супрематијата на демократските вредности. Убедувањето на граѓаните преку организирање на отворени јавни дебати, а не тонот на водителот или гестикулациите на водителите, дали тие се насмеале, не се насмеале, дали биле помалку или повеќе дрски и така натаму. Убедувањето на граѓаните преку тоа што го слушаат на организираните отворени јавни дебати е суштинско за демократијата. Секако не е суштинско за демократијата доколку се подвргнеме на постојани разни забрани, репресии, цензорски алатки и така натаму, што во последно време ги гледаме во медиумите. Секако дека цензурата е уставно забраната категорија, па од тука треба да подразмислиме малку со ова што го прават нашиве регулатори во последно време. Слободата на изразување на мислата е незаменлив, би рекла највитален услов за само развојот на секој човек, на секој поединец.
Слободата на изразување на мислата е клучна и за медиумите, кои треба да бидат куќа чувар на демократијата, секако за слободата на новинарството, за правото на новинарот да истражува, да прашува, да провоцира. Тоа е негово право и тука никој не може да му го оспори, ниту пак може да му го забрани. Затоа што во спротивност има да добиеме медиуми кои нема да бидат демократски елемент на општеството, туку напротив, ќе добиеме антипод на демократијата. И не само судот во Страсбур, туку и сите меѓународни организации постојано повторуваат дека медиумите имаат посебно место и улога во демократското општество. Во таа насока во член 10 од Европската конвенција за човекови права се вели дека слободата на информирање на граѓаните е индивидуално право на секој човек и дека државата мора да биде ултимативен гарантор на плурализмот, посебно во делот на аудиовизуелните медиуми, често програми широко се емитуваат. Членот 10 натаму го гарантира правото на секој човек да има свое мислење, како и правото да прима информации и идеи од други, но секако неселективни и без никакви ограничувања, доколку тие нормално не треба да постојат. Секој оној што ја злоупотребува слободата на мислата и јавното изразување на мислата, согласно на законот, треба да биде ограничен во таа злоупотреба. Секој што има намера да злоупотребува, да го користи правото и слободата на мислата со цел да дискриминира друг или да навредува друг или да користи говор на омраза и слично, секако дека треба да одговара согласно на законските одредби. Демократското општество не прифаќа апсолутен либерализам, тоа на сите ни е јасно, исто како што не прифаќа и неказнивост на секој оној што намерно и свесно ја повредува слободата на мислата на друг. Во оваа смисла и судот во Страсбур, во рамките на својата судска пракса, има утврдено дека правото на слободата на изразување може да биде предмет на исполнување на одредени формалности, секако и предмет на одредени условувања, одредени рестрикции, па и примена на одредени казни, ако и само ако истите се утврдени во закон кој што е во согласно со Уставот на една земја и во согласно со меѓународните и европските документи за заштита на човековите слободи и права, а како легитимни цели кои што се идентификувани од меѓународниот фактор, заради кој што може да биде делумно ограничена слободата на изразување, е секако, како што веќе ги споменав, заштита на национална безбедност и сигурност, секако заштита на јавното здравје, заштита на уставниот поредок и слично. Јавните власти, а во таа смисла и медиумските регулатори, се обврзани да го почитуваат правото на новинарот да пушта информации во медиумскиот простор за прашања што се од општ интерес, дури и до степен да претерува или да провоцира, секако со обврска да работи во согласно со принципите на одговорното и транспарентно новинарство. Ако и после ова не им е јасно на така наречените регулатори, дека се ставени во функција на промовирање класична цензура во државата, тогаш нивното незнаење со се евидентниот СДСМовско амбасадорски медиумски остракизам што го промовираат на дело, нека им остане доживотно црнило на совеста и секако на етиката. Со оглед дека имам уште неколку минути до крајот на емисијата, а во интерес нели на почитување на законитоста, треба да напоменам дека поента се емитува во рамките на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Оваа поента се емитуваше денес на 4 октомври 2016 година. Инаку јас секако ве поканувам на уште една нова средба, која ја закажувам наредниот вторник во истото време, во 17, од 17 до 18 часот, секако со нова тема и нова содржина. Ви посакувам убав ден, секако останете со добро расположение и останете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Поздрав и се најубаво. Поента со професор доктор Тања Каракамишева.
Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.